почитувани, Зоран Заев нарачува гласање за детален урбанистички план. Зоран Заев е мотиватор за носење на детален урбанистички план. Зоран Заев во февруари издействувал согласност од владата за детален урбанистички план. Зоран Заев е алфа и омега во мега аферата Шик Јелак Тетово. Зоран Заев вчера јавно призна дека стои зад сиот скандал со Шик Јелак во Тетово. Да го погледнеме видеото. Советниците во Советот на општина Тетово консултираат централата. И да, насоката беше да гласат. Како што гласа и другите од мнозинството. Поминало и на влада, нели тоа? Поминува и на влада, Министерството за транспорт. Согласност во февруари дадено. Ја се прави пренамена на урбанистички плани, друга е вредноста на земјиштето. Ако Со во постапката на донесувањето на урбанистичките планови, јас сум мотиватор да се носат урбанистички планови. Зоран Заев останува недопирлив за овој корумпиран правен систем кој што сам го воспостави во Македонија. Ова е скандал со кој што на контроверзниот балкански бизнисмен, а според многумина руски играч во регионот, Миодраг Давидовиќ Дака, со пари од офшор фирма од Панама, добива огромен градежен имот во Тетово. Според ДУПот, предвидени се дури 27 стамбени згради високи до 7 ката и 4 големи трговски единици, од кои една огромна. Може би тоа е тој трговски центар на кој што Дака од него, како што раскажува, е барано да има бензинска пумпа на влезот. И во разговорот објавен на интернет, овој на кој што се повикав, Дака раскажува дека извесен Зоки бил кај него со жена за да вцртаат бензинска пумпа и што ли уште не. Почитувани, вцртување е израз кој што го користат урбанисти кога се планира урбанистички план. Затоа ли Дака финансирал референдум, требало да финансира избори, дал 300.000 евра, договорил бензинска пумпа, внимавајте, доделува уште 2000 квадрати од плацот на Шик Јелак за кој што се изработува нов дуб. Зоран Заев, почитувани, вчера призна дека бил мотиватор за носење на дуб, а при консултации нарачал дупот за Шик Јелак да мине на Тетовскиот совет, а сето тоа откако во февруари истиот дуб минал низ владата. Почитувани, јавното обвинителство за организиран криминал мора да поведе истрага, а Зоран Заев мора да одговори за целиот овој скандал. Тоа што Заев јавно вели дека нема докази, не смее да биде појдовна точка за јавното обвинителство на Вилма Русковска, доколку навистина сака да остави впечаток дека не дозволува политички увид во предметите во јавното обвинителство. Ова е сериозен криминал за кој што врвот на мафијата на чело со Зоран Заев мора да одговара. Или мафијата, или Македонија. Ви благодарам, повелете со прашања доколку имате, па да предам на прашањата стигнати до пресцентарот. Повелете. Екс-министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска беше упатена во затвор. Каков е вашиот коментар на ова? Пристигна и прашање во врска со упатувањето на Јанкуловска во затвор, но и прашање за фотографирањето на Јанкуловска, па видете вака, снимањето на Гордана Јанкуловска во затвор е хранење на личната злоба на мафијата со затворање на неправедно осудени лица. Со вчерашното снимање на Јанкуловска во затвор повредени се и основните човекови права согласно Уставот и Конвенциите за човекови права. Согласно членот 25 од Уставот, ќе прочитам, на секој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на приватност, на неговиот личен и семеен живот, на достоинство и угледот. Повреден е и членот 152 од Кривичниот законник со тоа што неовластено се направени видео снимки од службени лица кои биле во затворот, што предвидува и казна затвор до 3 години. Од тука го повикуваме народниот правобранител да не молчи и да отвори случај за повредување на човекови права, а го повикуваме и јавното обвинителство да отвори случај против службеникот кој што ја направи таа фотографија и таа снимка. Мафијата на власт, почитувани, го спроведува најголемиот криминал во историјата на Македонија, а штитејќи го својот криминал врши политички прогон против политички неистомисленици. Или мафијата, или Македонија. Ви благодарам. Доколку немате други прашања, би прешол на прашањата од повелете. Говорите и за четвртиот пакет на економски мерки што го промовираше владата. Како го оценувате? За тоа веќе имаме и
неколку квалификувани изјави дадени, една од председателот со неговата оценка, Христијан Мицковски даде своја оценка веднаш по објавувањето на четвртиот, така наречен пакет мерки. Вчера, да наречам сега, екс заменик министерката, техничката министерка Гордана Димитриевска-Кочовска, исто така даде една своја оценка за овој не пакет, не мерки. И од тука само накусом можам да заклучам дека досега, од она што е посочено, ниту една третина од она што беше ветувано во трите пакети мерки не е исполнето, а овој четвртиот пакет мерки е само чист популизам на Зоран Заев, кој што воопшто нема да помогне на стопанството и на граѓаните пред овој налет и на корона и на економска криза во Македонија. Имате ли други прашања или да продолжам со прашањата од колегите од другите редакции? Стигна и прашање за кандидирањето на Добрила Кацарска за уставен судија. Почитувани, сосем е јасна наводната заслуга на Добрила Кацарска за да биде дел од Уставниот суд. Уставобранителите се во затвор, а криминалците се на слобода. Кацарска судеше и пресуди драконски казни за случајот Тенк за 27 април, потоа за процеси од специјалното јавно обвинителство, а беше дел и од судскиот совет што го очисти Зоран Заев во предметот подкуп. Кацарска ја осуди Гордана Јанкуловска за Мерцедесот во кој што се вози Заев, а го осуди и Митко Чавков, значи двајца министри за внатрешни работи од претходната влада. Сега мандатот во уставен треба да ја награда за испорачаното за потребите на мафијата. После овој предлог за Добрила Кацарска да биде дел и да има мандат во Уставниот суд, никој во оваа држава од власта нема право да убедува дека владата планира борба со корупција и владење на правото. Телма, редакција Телма, прашува за начинот и избор на партиски функционери по Facebook статусот на Никола Поповски. Почитувани, изборот на членови е ист како што беше и за Никола Поповски, кој што неколку пати беше избран за повеќе функции во ВМРО-ДПМНЕ. Да подсетам, новиот партиски статут беше поздравен и од нашите партнери од Европската народна партија.